Во општините од регионот без малку и да нема кој да ги чисти оџаците. Во 11 општини со околу 50.000 домакинства има само 6 лиценцирани оџачари, што не е доволно да се исчисти се, она што пред грејната сезона треба да биде квалитетно исчистено. Условите да се стекне ваков сертификат не се тешки, а тие се. Лицето треба да оди на обука с некаде со околу најмалку 180 наставни часови, за да посетува обука во која што имаме практичен и теоретски дел. Теоретскиот дел кај нас, а практичен дел во противпожарниот дом. Поради ова, голем број домакини оџаците си ги чистат сами, што не секогаш се прави со потребниот квалитет. Затоа оџачарите апелираат. На граѓаните препорачуваме сами да не презимаат таков ризик, бидејќи приликом чистењето можат и да се повредат, а можат и да направат поголема хаварија на самиот оџак. Доколку оџаците правилно и редовно не се исчистат, опасноста од пожари е огромна. Затоа, потребна ли е оџачарска служба и лиценцирани оџачари? Па секако, со почетокот на грејната сезона доваѓа во опасност, односно имаме поголем број на интервенции во однос на запалени оџаци. Со редовно и правилно одржување на оџаците ќе се намали бројот на пожари, но и процентот на загадување на воздухот. Поради ова, голем број општини размислуваат за субвенционирање за чистење на оџаци, но и воведување на оџачарски служби. Дали тоа е решението за почист воздух и така наречената мирна зима? Голем дел од решението за почист воздух е чистење на оџаците, затоа што тоа значи дека имаме поефикасно горење, имаме поефикасно согорување. Тоа би значило дека ќе намалиме емисијата на отпадни гасови, тука зборувам за јаглеродните оксиди, моноксидот и диоксидот јаглероден, азотните оксиди кои што се сериозен проблем. Но, дали општините воопшто размислуваат за вакво нешто? Потреба од оџачарска служба и лиценцирани оџачари. Па секако, како и за другите услуги, има потреба и во Кочани, како и во другите општини од оџачарска служба. Ние размислуваме во тој дел, меѓутоа се уште немаме ни конкретна одлука. Ваквата иницијатива, односно идеја дојде пред еден известен период, односно пред неколку години. Меѓутоа општина Пробишти во делот на загадувањето, односно веќе на втор повик, во наредните денови ќе распише за ваучер за инвертор клими. Во источниот регион, околу 70% од домакинствата се греат на дрва. Тоа значи дека оџаците чадат во најмалку 35.000 куќи, а во текот на една грејна сезона се горат над 150.000 метри кубни дрва.